Најавивме пред вестите, го реализираме разговорот со представниците на Воената академија Михајло Апостолски од Скопје по повод 28 години од постоењето на оваа наша образовна установа. Денот е 14 јуни, формирана 1995 година. Имаме четворица гости во нашето студио. Ќе почнеме со двете дами, ќе ги представиме прво нив, одиме од лево кон десно со Маја Дамјановиќ, питомец, десетар, 4 година на студии, род артилерија. Потоа Јовица Петрушевски, десетар, 3 година на студии, род пешадија. Одиме со Бојана Трифуновска, која што е 2 година на студии, општа насока. Подетално ќе ни кажете секој за вашата насока и се разбира оној кој што е одговорен за дисциплината на питомците, тоа е професорот доктор Александар Петровски, подполковник професор на Воената академија од катедрата за воени науки и вештини. Добро утро за сите четворица, добре дојдовте во емисијата Македонија наутрост. Добро утро и добро ве најдовме. Да ви се заблагодариме на поканата од военото време по повод овој јубилеј 28 години од основањето на Воената академија генерал Михајло Апостолски. Да, меѓу двата разговора во последниот појас по 9 часот ќе имаме линковско вклучување од Штип, ова информација за режијата. Историски ретроспективата на формирањето на Воената академија во нашата држава. Што представува прво Воената академија за една држава, нели, а потоа и за Македонија, за нашата? Вака, Воената академија генерал Михајло Апостолски е формирана веднаш по распадот на бившата држава, кога се појавила потребата од прифат на студентите кои што веќе биле затекнати, значи на школување во претходното образование, при што во 92 година се формира школа за дообразување, а веќе 93 година за школа за образување на доградба на офицерите, кои што биле претходно на школување во претходната воена академија. На 7 јуни 1995 година Собранието на Република Северна Македонија значи донесува декрет со кој што се формира Воената академија согласно закон за Воена академија и од тогаш до денеска истата функционира согласно законот за високо образование и законот за научно-истражувачка работа во нашата држава. Првата генерација е примена во септември на 4-годишно школување, септември 1995 година, а заклетвата е дадена на 11 октомври истата година како поврзување со почетокот на народно-ослободителната борба, значи во Втората светска војна. Името генерал Михајло Апостолски не случајно е одбрано како име за Воената академија, затоа што знаеме дека генералот Михајло Апостолски е првиот доктор на воени науки, универзитетски професор и првиот командант на генералштабот на народно-ослободителната борба, значи и силите кои што се формирани за време на Втората светска војна. Адресата на која што се наоѓа Воената академија е Васко Крангелевски, што представува уште еден синоним и потврда за поврзаноста, бидејќи тој е еден од генералите кој што бил во Втората светска војна. Тоа е историски гледано почетокот на Воената академија. Како се концепирани студиите на Воената академија? Студиите на Воената академија се концепирани во прво и основно во неколку циклуси. Првиот циклус е додипломски студии, каде што се наоѓаат и нашите помлади студенти денеска, значи. Организираме меѓувреме и втор циклус на студии, тоа се магистарски специализации, и трет циклус на студии, согласно акредитацијата која што имаме добиено од Одборот за акредитација на високо образование кај нас. Првиот циклус на студии се состои во 2 фази. Првата фаза по приемот на Воената академија е општ во првата и втората година, каде што изучуваат општи цивилно-воени предмети, кои што ќе им бидат подкрепа за продолжувањето во трета и четврта година, кога веќе се обучуваат согласно потребите на генералштабот на армијата во соодветни родови, бидејќи кај нас постојат родови и служби. Во армијата тие се родовски старешини офицери и секој различно, значи согласно потребите што ќе ги имат. Друго нешто што можам да истакнам е дека ние образуваме и кадар кој што во цивилство има завршено додипломски студии, кои што имаат
право на објавен конкурс, во тек имаме еден конкурс за прием, каде што нив ги промовираме во чин поручник за службите во армијата, како што е се техничка, финансиска служба и така натаму, да на некој начин ги пополниме дејностите кои што ние не можеме да ги образуваме и да ги произведеме на нашата воена академија. Она што би го истакнал е дека по 2009 година воспоставивме одлична меѓународна соработка со Босна и Херцеговина, Црна Гора и Република Косово, каде што имаме студенти кои што доаѓаат на школување кај нас на додипломски студии на Воената академија, и тоа представува вистински предизвик и бенефит за нас, бидејќи како регионален центар покажавме дека можеме да обучуваме идни офицери за армиите на нашите земни партнери од НАТО и партнерството за мир. Така да Воената академија, по завршувањето на Воената академија, те имаат акредитирана диплома согласно Болонскиот систем на школување и ЕКТ системот, и тоа ме овозможува да секаде, не само во Македонија, секаде каде што постои овој систем на школување, им овозможува да бидат препознаени и да ги продолжат нивните студии надвор на било кој цивилен факултет. Да, тоа е во однос на организацијата. Сега да видиме во однос на реалноста како питомците го доживуваат она што им се случува во животот. Бојана, ќе почнеме со тебе. Ако во минатото струката, насоката војник или како професијата војник, како и да ја наречеме, се сметаше дека е машка, сега се повеќе и дамите се вклучуваат во овој дел од системот на општественото живење. Па кои се мотивите за образување во една ваква институција за еден питомец дам? Па, јас како и секој средношколец на почетокот кога ја размислував каде би го продолжила своето школување, не размислував дали сум женско или машко родот, тука немаше врска со одлуката. Ова не е професија што се заснова на роди, што ги лимитира родовите. Нели не постои војничка, постои само војник, станува збор за човек, не за жена или за маж. И кога размислував каде би сакала да продолжам понатаму, што би ги задоволила моите желби, барав некоја професија што секој ден од мене ќе бара да станувам се подобра, што секој ден ќе ги поместувам моите граници, каде што секој ден ќе се соочувам со некои нови предизвици. Кажеме со еден збор, барав професија што ќе биде животен стил, не само работа од 8 до 4. Тоа го најдов на Воената академија. И барав професија каде што ќе можам моите капацитети и моите усовршувања да ги ставам во корист на државата, односно да помогнам на мојата татковина со моето знаење. Тоа најдобро се прави преку Воената академија. Ќе видиме колку е сето тоа успешно кога ќе ги завршиш студиите и кога ќе бидеш дел од системот, од реалниот систем на постоење. Не дека сега не сте, сигурно сте упатени, комуницирате со повозрасните колеги. Кои се можностите што ги нуди Јовица школувањето на Воената академија? Воената академија ни нуди можности за поединци заинтересирани да служат во армијата на Република Северна Македонија. Некои од можностите кои ни ги нуди Воена академија се развојот на лидерството, кај кои питомците учат како да ги мотивираат, водат и да ги инспирираат војниците во кариерата понатаму. И исто така не се овозможува нашите лидерски вештини да ги покажеме во пракса. Потоа Воената академија ни овозможува и војнички обуки, каде што се вклучуваат физичката подготвеност, стрелаштво, тактички вештини, обука во зимски услови која се реализира во Република Црна Гора, во Колашин, каде што питомците се стекнуваат со искуство, доколку немаат познавање во скијањето, да се обучат во скијањето и да како да ја користат опремата во зимски услови. Исто така овозможува и обука на вода, пливање, каде што се обучуваат питомците како да ја користат опремата и да изведуваат борбени дејства во вода. Овозможува и преку програмата Erasmus Plus размена на студенти питомци на студирање еден семестар во Норвешка, Република Бугарија, во Варна, Австрија. Исто така овозможува и школување во
Војната академија Вест Поинт во Соединетите Американски држави. Врвот на едукацијата во Потоа генерално Војната академија ни нуди уникатно и вредно широк диапазон на можности на кариера, образование, каде што питомците се стекнуваат со знаење и вештини кои потоа им ги користат за унапредување во војната професија, во кариерата, во животот. Маја, што е она што ја прави војната професија и нашата војна академија како посебна и што ве мотивира во едукацијата и во идејата да стекнувате вас питомците, да стекнувате образование на војната академија во Македонија? Па, ќе почнам со тоа дека на почеток се врши озбилна селекција на одредени луѓе кои може да ја завршат војната академија и од самиот старт тука се прави селекција и се гледа кој е за оваа работа, кој не е. Така да во старт се, ајде да кажеме, разликува од останатите професии. Самим тим, секој наш ден е различен и освен што имамо академскиот дел кој што е обавезен, исто така имаме и војничкиот дел кој што мора да се помине за овие 4 години. И со тоа, ајде да кажеме, се многу разликува од некој вообичаен факултет, државен или приватен. Така да сите овие предизвици што ги спомна колешката Бојана, исто така и можностите кои ги имаме на Војната академија, ја чини да избереме една професија која заиста не е вообичаена и која бара многу од нас, а исто така и не прави да бидеме секој ден што подобри и секој ден да ги надминуваме некои своји граници кои, како и секој човек, сите ние ги имаме. Така да би рекла, еве јас од Црна Гора дојдов, ниту една замерка немам за Војната академија, многу ми беше убаво, дојдов при крај, 4-та година сум, така да секогаш би препорачала оваа Војна академија во однос на луѓето, во однос на професорите кои што ни го дадоа своето знаење од обе раце. Така да секогаш би ја препорачала и дефинитивно пак да можам да изаберам, пак би одобрала оваа Војна академија и баш во Република Северна Македонија. Не кажавме на почетокот со намера дека си гостинка од Црна Гора, ги носиш обележјата на твојата држава, се разбира, добре дојдени сте секогаш во Македонија, братски народ. Со намера не кажавме дека доаѓаш од Црна Гора за да почувствуваме изворно преку елаборацијата што ја имаше, како се чувствуваш ти тука кај нас. Може да забележиме дека љубовта меѓу Македонија и Црна Гора е заемна и дека ти е пријатно. Да. Ти благодариме што си тука и што ќе ги пренесеш искуствата од Македонија и во меѓународни рамки. За жал, меѓународни, некогаш тоа беше една голема држава. 14 јуни, професоре, е денот на академијата, денот кој што значи многу во историјата на ова установа. Како го одбележувате овој јубилеј оваа година? Токму така, согласно Законот за Војна академија, денот 14 јуни е одреден за ден на нашата единица, ден на нашата Војна академија. Подготовките и празнувањата започна пред месец дена. Најпрвен нешто што би го истакнал е дека во соработка со Центарот за трансфузиологија на Република Северна Македонија организиравме хуманитарна акција во дарување во крв, каде што беа дарувани 68 единици на крв, што е уште една потврда за хуманоста и храброста кај нашите питомци, значи, кои што се секогаш подготвени да помогнат и да го даруваат тоа што е најсвето, крвта. Понатаму организиравме рекреативен марш во гарнизонот Скопје, во областа Љубанци, каде што учествуваа сите вработени на Војната академија со цел да тимот изгради подобри односи, комуникација, дружење и така натаму. Посебно ми е драго што организиравме активност за најмалите, за децата во предучилишна возраст, каде што одредивме ден кога тие беа гости на Војната академија, каде што можеа да видат каде поголемите нивни браќа и сестри, можам слободно да кажем, учат, спијат, се дружат и така натаму. Ги запознавме со опремата со која што располагаме комплетно, од информатичка до воена опрема, значи што беше посебно драго да тие деца, ете, можеби некој кај нив ќе се вроди
љубов и желба да утре биде ете и наш колега. И последното нешто ќе биде, значи, утре, кога ќе бидат високите ден за високите гости, поканите од Министерството и Генералштабот, каде што деканот, согласно статутот на Воената академија, ќе награди, пофали, значи, дел од вработените кои што несебично, секојдневно работиме, да го пренесеме она знаења и вештини со кои што нас не надоградија на Воената академија, бидејќи и деканот на Воената академија, и јас, и многу млади колеги сме производ на нашата Воена академија тука, така да тоа генерално е потврда за тоа дека ние организираме квалитетно воено образование, кое што е не само во нашата држава, туку и меѓународно е признаено. Да. И посебно би истакнал она што го кажа студентот Петрушевски, дека моментално имаме еден студент кој што се наоѓа на 4 годишни студии на West Point академијата. Тоа е големо достигнување покрај сите оние меѓународни проекти, меѓународна соработка кои што ги остварува Воената академија секојдневно. Тоа за нас представува потврда дека сме на вистинскиот пат и сме согласно НАТО стандарди. Ви честитаме за досега сработеното, ви честитаме за јубилеот, ден предходно, го најавивме во програмата на Македонската телевизија, секоја година нека биде така, да се гледаме за убави работи. Маја, благодариме што дојде во Македонија и во студиото на Македонската телевизија. Јовица и Бојана исто така благодарност. Ви посакуваме многу успех, многу среќа во образованието и во животот и да не радувате, се извинам, да не радувате со возбудливи и пријатни вести секогаш.